Дали знаете дека Валијата Абдул Керим Паша со своето доаѓање во Битола во 1895 па во следните 6 години бил иницијатор за изградба на дела за кои се уште се зборува со почит. Абдул Керим Паша не само што го регулирал коритото на брзата река Драгор, туку ги уредил и влезовите кон градот, поставил канализација, а имал и смелост во центарот на Битола преку ноќ да ги избрише муслиманските гробишта и на нивно место да подигне модерни објекти, меѓу кои и Народниот театар. Зградата во која во ноември 1944 година за прв пат на сцената се слушна македонскиот јазик. Абдул Керим Паша почна да го уредува излетничкото место Тумбекафе, ги постави основите за денешниот парк и шеталиштето, насади дрвореди кои се уште постојат, но според мајсторот и директор на Турската воена гимназија Мехмет Тефик, со настојување на Абдул Керим Паша била изградена и болница за сиромашни, дом за сираци, хотел, кожара, а уредил и опремил и неколку библиотеки. Дали знаете дека рибиното сребро е основата од која се подготвува емулзијата за охридскиот бисер, а тоа се добива од крлушките на охридската риба плашица. Тајната на правењето на емулзијата ја знаат само членовите на охридските семејства Талевци и Филевци. Во 1924 година во Охрид престојувал некој српски војник. Средбата со Талевци во нивното дуќанче завршила така што им продал патент кој го носел од Русија, побарал да му се плати во златни наполеони. Тогаш тие сватиле дека се работи за формула која многу вреди и му ја купиле тајната за изработка на емулзијата со која се прави вистинскиот охридски бисер. Оваа тајна се пренесува само на машкиот дел од семејствата. На видно место во дуќанот на Климент Талев стои дипломата која добил во 2001 година од Еурека во Брисел. Заедно со дипломата има и златен медал. Предлогот за ова признание го дале тројца врвни европски технолози, кои потврдиле дека бисерот на Талев има природно потекло и е рачно изработен.